ключик. А љубовта, таа е како туршија. Мораш да ја мешаш внимателно и да ја пазиш, затоа што ако некој дојде, ќе ја видите. А мајчинството е како да трчаш маратон во папуч. Никој не ти кажува колку е долга патеката, а сите очекуваат да стасаш прво. Ама на крајот, кога ги чуеш, мамо, една гушка, знаеш дека се вредено. А семејството, драги моја, како танче град. Некогаш вкусно, некогаш догорен, ама без тој град гладни ќе бидеме сите, а на празен стомак доаѓа тагата. Знаете ли што е најтежко? Не е тоа што младите денес не ја знаат песната Јовано Јованке, не. Тажно е што не ја знаат песната на срцето. Од кого да научат? Ние ги изгубивме вредностите, ги избунивме децата. Ако не зборуваме со нив за болката, не значи дека ја немат. Ако не зборуваме со нив за тагата, нема самата да се замени. Ако не зборуваме со нив за надежта, нема самата да им дојде. Јас верувам дека можеме да се сетиме, да се спртиме еден кон друг кон семејството. И сега ќе седам тука и ќе ви кажувам поговорки. Барем некој да чуе дека животот не е апликација. Како длабока, но едноставна мудрост. Да, тоа е точно да формулам, колега. Одговорот што ми дадете е одличен. Речи си совршен. Не професорка? Благодарам, сестри. Знаете кога вас е потенцијал? Талентиран и успешен физичар. Тоа точно ми го кажа вашата дипломска работа? Добро, одиме понатаму. Еве како ваш завршен истипломен факултет, кажете ми нешто за вашиот експеримент. Во ред, ако врзаме балон, полн со хелиум на ова флувилче, вариациите на притисокот поради забрзувањето ќе го движат контраинтуитивно. И со тоа, собирањето ќе го турка балонот наназад, но во физиката, како и во животот, постојат варијанти. Имаш нешто да ми признаеш пред да влеземе кај професорите? Мамо, смири се, се е под контрола. Противошните оценки помаѓаат да може да падне. А и ти што добро дека ти се подобри англискиот? Математика нема капацитет да се Видете, не можам да кажам дека не е паметен, но не е активен. Како да кажам, чукна. После голема можност да не положи матура. 30 дена до матурата, па ова ако е под контрола, што друго требаш да ми кажат? Погледни ме, не ме нервираш. Имаш уште нешто да ми признаеш? Па може веќе ми треба нов телефон, зашто Телефон ти стварно си чукна твоите другари се виновни овој со кои што се дружиш како се ви кажам наркот, тој е наркоман. Јас, наркоман. Абе не сум ти мајка ми само беше во шокче. Проблемот е дополенот, само сум алергичен. Знам, особата ти е гаража, се е можно. И што требаше да речам дека нормално наставата по физика бев е добри зашто читувавте. Па најискрено ќе ти кажам, не ми бев е добри. Чиста математика, погрешно слепо. Добро, имаш некаков мобилен што веќе не го користиш? Не. Презими апликација. Фала. Да, сега со другите души се малјато апликација. Апликацијата секако не е за многите сродни души. Се сеќаваш на ката? Само 15 дена по бесплатната верзија на апликацијата.
редакцијата. Се врати кај бившиот, како ја. И Кјара. Ей, Стефанија. И фал! Значи, само сакам да се влюбам. А кому му е гајда за љубов на 18 години? Сакам да доведам некоја дома за Божеки и ете, која ќе ме палетава ми го оваа девојка. И веднаш да има една. Класичен оксиморон. Добро, може да продолжам сега. Значи, сакам некоја чии прсти со вршено ќе се испреплетат со моите. Едноставно да ја кажам, те сакам. Со сарма, би било идеално. Да, а дефинитивно што не треба да се стремиме да го достигнеме и овде. Луѓе! Прати, дефиницијно да. Да? Да, добро, ја. Значи, имам да отиме да ми го даде. Ќе ме пишат дефинитивно на забава. Сум безневерил. Секогаш. Даден карактер. Хладно е да го пресвоиме на книжката не завршилост. Како се настира како карактер, да. Ehi, vorrei sempre pensare ad salvare che batte sul mondo. Ho preso il filo e quello degli anelli nella minuto non mi trova più. Una testa come colpi da scioglie, una testa come colpa dell'ansia. Ајде, веќе се. Зошто? Па идеме во јавна соба. Дали го ти е Добро, Јован, не прашувај глупаци, само кај човек и друга сам се позна. Добро, ама после дај ми го Ќе те го дадам на секира, ајде. Ајде да тргнем. Застани! А ти возиш? Ја возам. Да. Ајде, држи телефонот ми се. Дај ми. Ја, Стефан. Ало, сестра. Да, имам на работа. Не мора да дојдеш мене. Ајде, чекај малце. Ајде, го. Не, стопинете, муше. Ајде, почекај малце и се јавам подоцна, зашто доста многу, ајде, чао. Зошто да Лука? Добро, човек, знаеш дека повраќам доцна до стрес? Океј, гледај. Лажев со причина, да стапуваме јавна соба. Стефин исто? Па гледај, ми вели губам време со музиката, но овој пат имам дома да се слушавам. Ама можеш девојка да беше ужас. Ајде, браца, и ти не беше толку ужасно. Мајде сега, значи со таков глас што пееш, навреда за музиката. Таа навреда ми е другарка. Да, навистина има прекрасна душа. Какви таленти, какви песни, каква здодадност. Следен со нас тука е Лука Мартиновски! Ајде да дојдеме. Зошто? Тука ли е Мартиновски? Брат, не знам кој су, но Дали некој го е? Еве го! Ајде на бината! Не! Твој е отвратно. Ајде, добро. Ало. Не, види. Вечерова. Па не можам баш да дојдеме за баба. Извини, не са мојата иронија према. Сара. Ако не е проблем, смеам тука да теме да седам или дечко ти ке нуди. Некако белено бе да знаеш дали имам дечко. Па, така никако, да. Само сум одлука на мојот бивш. Ова е последна неверојатна изведба за ова вечер. Со нас е тука Лука Мартиновски, познат како Ноутбукино! Имаш право, другарка. Да? Ноутбук киното е тетрадката во која ги запишувам моите мисли и песни. Не? Туцица, во ова време треба не така добра музика. Супер беше. Да, навистина. Неверојатно. Браво. Ноутбукино! Фала, да, ова е песна, класична песна за љубов, така сите македонски останати песни. И кога ја напишав, Изгледа како идиот, ама песните не го ги адопираат. одивак, Ајде, вие свени, ајде. Ето, зашто не кажеш? О,
And then you switch up in the morning, then you kiss me like you want it. How good, how good. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you're gone to me Како сум рекал да се пријавиш, а јас повраќам. Чудно е како само треба и тоа. Да, ама не е лесно. А која ме коста и Супер кога ти имаш така, јас само бегам. Треба да се најдам патот. Имам младиња. ме кота панамас. Се разбира. Бука, не треба да конето. Ако парите. Ако ти да заливам. Дестро, друг, универс. А ти веќе ти си од црвено пазарче. Може тоа ми удосно. Вајка да сте. Мрв. Знаеш зашто сакам колорење? Зашто се постапи од селфи? Не. Затоа што имаш само една шанса. Како на животот. Па види, за лош впечаток. Види, значи грозно, значи ужас. Дора, ако ме рукнеш? Па ништо, само флека на хартијата и спомен. Да, спомен. Татко ми се влюби и избега со колешка. Напушти 2 деца и жена. И ниједен од нас не знае. Каков град? Абе сега, не е гад, знаеш што, од се звучи претерано, ама и беше град. Барем ја среќа. Откако мама откри апликација за запознавање, се појде. Како? Не ми се збудува за помилост. Јас искрено мислам дека љубовта е малку за никада. Абе види се, не знам никаде, ама како постојано играње на фотоапарат. На слута парате. Да. Ај објасни ми. Ја вам доволно едноставно. Еве да речеме на некој телефон, го притискаш копчето, надевајќи се нели дека во следниот довид ќе бидеш подобар. Само што тука некако имаме малце така чувство дека ќе задоцниме и ќе останеме сами. Необичен си ова. Вечерва беше Убаво. чудно. Добро сум, повеќе чудно од кукувава, да. Доцна е. Треба да одам. Да ја земам? Не, те мол. Ама можам да ти испратам ако сакаш. Па, тука ми е потинато. Па уште подобро ќе ти испратам до таму. Ајде. Знам. Знам дека не се знае, најверојатно ќе мислиш дека сум малце чудна. Ама сакам пак да се види. Што, само да се разбереме сега, со сите на светов кod твојот бивш. Јован, брзо денес или утре? Денес. Ајде запиши го, брате. Да. Па мислам, можам да речам утре, ама рекам денес. Ајде, кажи. 072 755 502. Да, се види. Чао. Мобилниот сметка. Уште полоше е тоа. Како ќе се вратам сега дома, студено. Ачу! И? Добро. Премногу општо биди подреден. Пак, добро. Добри се, како што треба. Не знам. Добро, очи. Тоа ти интересира? Не. Значи, ти приде, таа прифаќа играта на реална вечер за травација да си играш лади, знаеш да испаднеш. Да, треба да четам. Папучас си, бе, папучас! Те мразам. Здраво. Ало, Сара. Не. Како не? Не, јас сум Андреја. Какво име е това, Андреја? Ало, Сара! Абе, си го збрешил бројот, пријатен живот. Сум запишал погрешен број. Абе, ти сигурен сега си го со некој дивичо черен или некој 50 годишен перо, па ти изрокирал. Сигурно повара број? Да. Добро, презима. Нема се слика. Супер, дај ми да видам. Андреја. Добро ме Јован, па знае дека некогаш мозокот ти е во каките, ама дај да активирај се човек, звони па. Здраво. Извини, јас не сум од тие луѓе кои што највеќе досега. Ама мислам дека името Андреја е некако многу Чудно. оригинално. Стварно, не сакам тоа. Татко ми има
фантастичен вкус, пријатно вечер. Не чекай прво, вако време можам да гледам серии. Само што почнав со 130 сезона на Малечката невеста. Знам дека не се насмеа вистина. Добро, ме фати тоа. Ајде, пријатна вечер до утре да се чуеме. Пријатно вечер. Не е страшно ако паднеш. Страшно е ако останеш легнат. Ама ако веќе си легнат, отвори се малку. Кога животот те мава со метла, не плачи, па замахни ти, да види прашината домаки. Зборот е како птица. Пушти го со смешка и ке ти се врати со аплауз. Марко, учите! Да, мама, повторуваме англиски. Мамо бе, аман веќе. Остави го телефонот. Те чека матура, јас излегувам, но дало пари за пица на Лука. Аман веќе. Еј, Значи, вистина ли предизвик? јас секогаш бирам истина. Предизвиците, знаеш, така маца ме нервира. Добро. Колку ти беше тешко кога ти саев и јас, а не твојата Сара? Извини, ја не се сеќавам таа Сара како изгледа. Колку сереш? Добро. Има нешто работа, се слушаме после. Ао. Добро се гледа. Не мора да ми кажеш фала. Еле, Сара, ако уште еднаш дадеш мој број, па ќе те убијам. Ја ти наоѓам и даден дечко, ти мене ми се жалиш. Цела вечера бив со него. Исти сте, исто серете. Прво, јас не серам. И второ, не ми се допаѓа, значи не. И зашто тогаш не му кажа дека му дадов твој број? Добро, затоа што ама само разговаравме. И плюс измачено ми од врски кога сме бесплатна апликација. Гледаш, и он ти го кажеш истото, 100%. Знаеш, ли си си идиоти по Максим? Добро, да, јас сум влюбена во тој идиот. И плюс сега сакам да се посветам на себе. И не, види го. Јован е многу чуден, не. Слабо. Чуден. Слабо? Добро, може би сласка чуден. Ој, се ми видеа. Веројатно и никогаш. Постојано само нешто наоѓа изговор. Завчера рече дека не може што времето било многу влажно. Алергична. Не, и се расипувала фризура. Добро, како фризура е тоа? Ама па не знам како да го избегнам. Ме праша 4 пати за 3 дена. Па едноставно не го избегнувај. Ама не сакам да губам време така. Ако си способна да имаш друг. Сигурно има некој. Сигурно ќе се помачи. Ти немаш такви и ќе немаш. На 20 години ќе се делиш кон мене. Види го. Може да ја. Не знам што правам, сме се запишав во игровно друштво. Кој идеш ти да проби во игровно друштво? Па Наташа ми дека сакала да радиш, почитувала колку. Шо? Да. Еј, Добро да се имаш. што сакаш да му ремети? Абе, ја тебе ќе те тушам. Сега ќе одбрам честа на фолклорното друштво. Не, чекај, нема да обраниш. Ќе освиш, да. Не ја бранам. Не! Сите тие што претходно ја бранале, тие имаат освоено и тие добро нешто сакате ви од мене. Ништо ти сам си видите любимите ви. Да, кладам со неја. Ајде, ајде. Ајде, Ајде да те види, јас апетит изби. посата си многу слаб. Вид, сите велат дека се зелени, ама всушност јас замислувам дека се сини. Пази, сини, ама со светло кафе на рамка. Молам? Бојата на твоите очи, сакам да те видам. Не, види, Јован. Чекај, остави ме да ти кажам. Знам дека можеби не сум згоден по твојот бивши или оној со кој што најверојатно се Не, гледаш. јас всушност. Ама исто така немам ни стомачни како што треба да има еден фраер, ама па од друга страна па да разговараме секој ден барем еден месец. Па и тогаш може ќе те убедам. Види, сакам да излеземе, барем еднаш, па после тоа, после ќе исчезнам за секогаш. Јован, ало, Јован, што се случи? Тука сум. Јован, Добро, исполнам љубов. слушај, напорен си. Ама можам само во понеделник вечер. Добро.
си, сега најде, матинска прослава да излагаш, јадење, пиење, професори, заборави. И... Ресторанот на другарот татко ми на 800 метра тука, што значи дека ние ќе треба ствари само некако да знам, добра вечер, класа! Се свачваме што повеќе, не е добро, Мартиновски. Малко ви. Ја мразам. Имате само уште една шанса, барем еднаш да добиете преводна оценка или ќе морате да ми до година. Пазите бе, класна, кала се изразувате со нас, осетливи сме. Марко, ќе пазиш. Јован, можеме? Двајца ќе пазиш. Сигурно има нека тука некаде. Шо си облеко, бе? Би се шо личиш? Ама што е? Има нека тука некаде, заборавам некаде спомените ти умнам. Марко, план? Тоа план, за да минеш се мазно како што треба, јас ако женски ке киднам, ти само треба брзо после да... Чекај, мато, чекај, без вас. Како познам дека ти Божем киваш, кога постојано киваш? Па планот може да почне... Ама го кажа веќе тоа! Слушаме бе, човек, планот ќе почне, па ќе... Ќе идеме да настрајме класа, ќе каже со среќа, зашто ги треба среќа? Живели, ти телефонот го рака или калите полните примаш? Добре, како ќе можам после на таму на? Чекај бе, сега човек снајде се нов импровизира, не може се. Па Марко бе, ти требаше планот да го смислиш и ми кажеш дека изгледам како дедо. Па мајка ми рече дека изгледам добро. Последно време сум само осамен и фрустриран. Абе, не ми кажеш што да правам. Јо, како си облечен? Да, ова е за настој. Добре, кажи ми, кога друг пат имам шанса да идам да се некој 15 век. А како да те назначам? Јован Мартиновски. Ова е пено оригинално. Значи, како што реков, споен. Да, забораве како си студијат. Мразам се ти ова ми беше. Веројатно смеам. И една моја другарка ми рече така, сега инфлуенсер ќе гледа снимки од свапала. Слабо. Добро. Како се Не ми се зборува за татко ми. тоа Но што? мајка ми не е баш дајле за ништо. Тоа што име не знам. Јас живеам со сестра ми. Супер! Види, размислува. Животот е понекад без нас, ако... Веднаш што тоа ќе ги губиш. Ако се имаш правила. Имаш што правиш? Не, ништо. Извини, порак од сестра. Чекай. Не давај Франко да ти исцрпи. Порешно ми го напишал. Не, ти не си Франко. Морам да го Да. Много се што јас съм подел на спинака. Морам да го Да, малку. Морам да го Да ми го клучат од кола. Не. Ама те молам! Не. Ама те молам! Как татко ми е? Извини, вратно ми е нешто што сум јадал. Тоалетот е очевидно многу далеку. Иван, не се кажа глупава. Види, некако што изгледа може да го Добро. Вистина или пред? Ајде да заминеме да не платиме. Не, словника не може. Иван, да ме значи од Ама чекај малце, чекај! Стварно си го. Добро, можете му да ми кажа што цела вечер оставам таму? Ама турската прослава ми беше во близина. Ама зашто не ми кажа, па ќе пренесете за друг ден? Се шигуваш. Од кај го прифат. Значи ги ти со одошам ми. Ви сте ми ги приви. Добро, ми се допаѓа предизвик. Добро. Те молам, врати се назад и плати се што тоа многу ме вади од так. Значи тие чисто работа, те молам. Ќе се слушаме, плати додека те чекам, е? Добро, така е молам. Ајде, вози до ресторанот, знаеш да будеш? Се разбира. Ево ти утич. Он го пишал од преска, го правам на локација, па нема. Човек. Ебе, бе, чекай, му се го барам како ново. Еве го, Јован, ситуацијата е алармантна. Значи, ја не го гледате да ги што направам. Планот ми беше ужасен. Марго, мило ми е. Мило ми е, да ја се мило ми е. Значи, ја му рекол дека плата има да чини дека... Зашто мојата кола вози само назад?
Нека ga našao kako je obornio. Не. А како не, па тоа прво се учи. Видете, јас немам возачка. Pa te prašam da li znaš da vozi. А дали знам да возам и дали имам возачка? Ја пушти да вози бе. Мартиновски! Мартиновски! Ne, bе. Точно така, да. Мартиновски мојата кола! Why would I want to fly beyond the eyes when I'm talking to you? It's only you know, oh, it's not. All of the nights I spend running with this content, wasting me away. Everything has changed now that I found us, and it feels like home. Darling, if you don't mind, I'll take your hand. Знаеш, некои луѓе добиваат мотивација кога ќе им кажеш уште 30 дена. Јас добивам тахикар. Ја апетит. Ти за се добиваш од тук. Точно да е мозок, ја кажа некој професор кон кој емоционално вредување. Насло што направил човек. Марко, пак дост. Класна, па со вас не знам кога почнува времето. Времето не почнува со мене. Почнува кога ќе сетиш дека не мора да се живот. Ти, Мартиновски, Но што ја слушам и батал? кој ти ја стави вчера на грб белешката, гениален под притисок? Кој може да биде ако не Марко? Добро, барем е било идиот без притисок. Прогрес. 30 дена. Што значат 30 дена? За некој доволно за да заврши роман. За друг доволно за да пропаде цел живот. Вие сте вториот вид. Класна, бе. Не дали ми знам фитнес има за мотивација? Марко, не шепоти. Шепењето е за баби, што не сакаат комшиите да ги слушнат. Аз сам хирургија ми е некој што при мене. Кога ќе заслужите? Не е да нам добрината како лисно тесто. Јован, македонски на граница. Англиски слободен пат. Математика? Мит. Знаеш што е најстрашно? Што? Што не си глуп. Глупи да верам се глупи, ама си стил. Ти си чуп. Класна. Да ви се меша фрустрацијата со љубов. А јас љубов не чувствувам како мој маж ме остави за нешто. Разбор. Се. Па се извинам што казам, ако се да се што се не поставени прашање да не стави. Ајм сло? Софија, добар ден. Тоа само сакам да го слушам. Класна, добар ден, тука ние сме добри. Немој да бидеш филозофка кога имаме тест. Значи, не знам дали сте тука за да положите или за да ме оставите животот. Што и да е, ќе ме надживеам, особено тебе, Мартина. Знам, види како. Ама јас имам авторитет и електронски дневник, твојата мајка нема. Да, на формата на апсолутот не може да се артикулира без тишина, туку не згласам да... А молчи, Софија, значи овој час не се минав на филозофија. Класна. Имаше како основно друго. Така, преживени нуклеарна катастрофа со стил. Не, беца, сме во радио без антена, едниот има, другиот е во депресија. А попагањето беше олимписки спорт, вие ќе освоите злато. Некогаш поразата само вид победа која не ја заслужува. Ти филозофија, ќе те ставам да предаваш спорт, барем помали мора да разбереш што зборуваш. Класна, ба, разберете ме само што почна предучиме. Ако, знаеш што боли повеќе од паднат на матура? Паднав интернет. Да се срещаш со мене наредната година. Дали искам преста да седиш и ќе брзо да го направиш. Ти положам, биту. И јас мислам дека ќе се омажам млада. И што добив? Вас. Мислам дека по 30 години во образование ќе станам министер. Ама со тоа добив дете што не знам каква може на откес. Може се да е само илузија, други да се затворат уставна контрадикција кои се положени. Софија, изградинатор ќе ме заводи. Не пусти надвор и тоа се само концепти на простор кои се положени. Надвор! Се па казна измелено. Софија. Ево. Знаете ли зашто сум така? Зашто сум иронична, саркастична, понекогаш злобна. Зашто веќе не верувате во љубовта? Точно, затоа што ве сакам.
Ама точно е. Повеќе нека ваши родители. Знам кога лажете, кога ме боли, кога не сте подготвени. И знам дека нема да се сеќавате на моите преговорувања, на мојата упорност. Сага оваа жена не сте. Знам Мартиновски, сите на крај ме сакаат. Сите освен на инспекторите. Значи, матурата е последниот филтер. Понеја сте самостојни. Лашите се малку. Ама не толку да не го пробате свет. А јас, имам толку. Иако нема да ви давам дозвола за ова. Ова беше дека сам дека најдолго помало во мојата кариера, значи дојдете утре, се гледаме, донесете знање и волја. Или кафе. А пак ми донесеш ти. Двојно беше. И не заборавајте, кога ќе паднете, просто ќе да кажете, и што сега? Идем тука, уште една нова година. Спомени, нови суди, кафе. Ајде, слободно се. Па јас. Мислиш многу, ама малку зборуваш. Затоа мислиш на бомба се одложено действие. Што е? Видете, јас стварно веќе не знам што треба да кажам. Ама мислам дека сите мислат дека сум глуп. Да, право си. Што? Право си, мислат, ама тоа е нивен проблем, не е твој. Вие? Јас мислам дека си од оние чудните, што се раѓаат настрана од табелите, графиците, тоа. На хартија лошо се ника, ама во душа брутална тенденција. Што треба да правам со тоа? Немој да се повлечеш, да молчиш, да станеш невидлив, да се преправаш дека не ти е гајда. Извикај го тоа што те боли, Јован. Каде да си? На сцена, на телефон, на табла. Нека излезе, да ти олесне. И кога мислиш дека не можеш повеќе, слободно збереш. Не се плаши и ќе видиш. Оние што се кршат во обиди, да се подпас. Значи да расчистиме. Ова не е ден. Добро, дојдам тука зашто чувствувам вина за она што се случи со колата, окей? Добро. Очигледно ви се допаѓа. Добро, ајде да почнеме. До каде си? Добро сам. Мола, Види, физика учев онлайн и ништо. ако да не сакаш физика. Не, можеш ли да ми кажеш како можеш да сакаш? А добро, сестра ми е професор, има бесплатни часови. Па лесно е така. Не е така. Добро, не е така. Добро, ајде да почнеме. Значи... Иван, тука имаш чола. Добро, ќе оставам. Извини. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Then the last 4 cold Decembers I recall, and I see my family every month. I've got a girl my parents И грозно. Иван, точно ти е. Што? Се ти е точно. Добро, види. Овде имаш само грешка, кај третиот нивно закон за динамика, на другото се ти е точно. Извини, ова никош ми се не ослуча. Слушај ме, Иван. Сакам да те одберам утре на едно важно место за мене. Јас и ти. Да, но неќе бъде ништо посебно. Рече посебно. Значи не е дет, ќе одиме во музеј. Може би ќе му кажам на Марко. Ај, може би нема да му кажам дека таа мене ме поведе. Значи, ништо посебно, како што реков, ќе одиме во музеј, кој работи до полнок, секој последен четврток во месецот. Дед, на вечер ќе биде, не заборав. Значи ќе Ние биде... излеземе како пријатели. Те молам да направиме две деца. Бе, кои две деца падали, две деца ти да направиме, те молам. Не слушаш ли ти ја што зборам? Да. Значи, ќе биде романтично, ја стварно не очекував. Музеј, јас ти реков дека ќе одиме во музеј. Не, ама, вече отидме во музеј, работи до полноќ, секој последен четврток во месец. Да,
Рече дека ќе одиме во музеј, ама како пријатели. Само што не го кажа излезот како во основа. Добро, извини, или не знам како мора да работам, мајка ми биде забавно, мате е стварно супер. Здраво, јас сум Мило. Мате, нешто ме. Паза. Не е складно? Да, добро. Јас никош не сум бил во музеј. Нараш, всушност, јас сум органик навек. Наистина. Јас се секој се обаѓам од тоа, ми првиот видео, ние сме навистина близко семејство. Ама не знам, еднаш моде се скара нешто за мене и сестра ме донесе тука. И од тогаш секогаш доаѓам кога треба да здивнам. Мене ова место ме весели. И ти, Што? веселиш. Го затвораме музеот, посетителите да се упатат кон излазот. Значи утре. Да, има, ние се гледаме. Да, се гледаме. Значи, пак ти со твојата депресија. Абе, затоа ми е побаво с моите комшики да седам од колку тука да доаѓам и тебе да те гледам. Мој ефтен се мачам со децата, со животот. Слушај, знаеш ка, мажите не се ретки еднонози. Повеќето се магариња. Инаќе магари што ќе носи дрва па да вреди. Мажите ти се како пиперки на пазар. Добрите брзо се зимаат, а на крајот остануваат само црвливите. Еден таков ти избега од дома. Мамо, јас сакам некој вистински да ме сака во животот. Живот, сами живот не е да кликаш син и да чекаш срце на вибер. Ама добро е за запознавање луѓе. Абе, Керко, ти не запозна луѓе. Запозна цел телефонски именик. Еве, пак ми седиш на телефон. Мамо, разговарам со еден, може би е сериозен. Да, ако е сериозен, ќе дојде со бурек и јогурт пред вратата. Ние со средња во инбокс. Мамо, луѓето се сменија, сега луѓето се наоѓаат онлайн. Да, затоа после офлайн. Јас ти кажам на него. Ти најди мачка знае полјар да поправи, да носи кеси од пазар и да молчи кога те изборуваш. Тоа е истински. Не го стидаш како дете, јас сакам романтика. Сакала романтика. Романтиката е за филмовите. Во истинскиот маш, во истинскиот живот најдеш маш, што ги мие чините, без да му кажеш. Това е љубов. А секогаш мораш да ме уништиш. Не бе, Керко. Јас не те уништувам. Јас те апдейтирам. Ако не те ажурирам, ја ќе те краши на животот. Без мене ти си изгубен германец. Сешко ми е со децата, мислам дека не сум добра мајка. Да бе, јас 3 пати те заборавив во градика. На крај испитувачката ми вика, Господи го молиме, дојдете, земете си по детето. На класи треба трета смена да работи. Не знам кога имаш средно завршено и каде, не знам ни кога си родена. И што ми фали? Генетика, Керко. Јас учев да бидам мајка на грешни. Ке паднеш, ке сгрешиш, ке треснеш глупости, ке станеш. Тоа е мајчинството. Еве ги звездите. Абе, дојдов да ви кажам дека сите сте катастрофа. Керко, ти прва, значи цел ден на телефонот мажи бараш. Абе, да ти кажам истина, ако продолжиш вака, ќе те ставам на пазар 3. Ама ако те гледам, стара тебе, ти лука, ти не си све. Ти си ми најлош. Стално некои жалби поплати. Гладен сум, дебел сум, животот тежок е. Абе, ти не си дебеле, ти си фрижидер со нозе. Дебел да париме сам дома, сам ќе си изедеш. А ти лука, ти си посебна категорија. Љубовник од фамилија. Секогаш е некоја Сара, Андреја, ова, она. Абе, ти да имаше толку желба за учење, како што имаш за жени. Досега ќе беше професор. Ти, кога учиш, мене ми изгледа како кокошка во телевизор да гледам. Мала ти, мала, И што е ова ти кратка? Ништо Ќе не ми убиеш бива јутро. глава. Па како да те влезе во глава? Главата празна, стомакот уште попразен. Јади лук. Лукот е наука од народот, водвара умот. Добро, ти го немаш. Но бабо, учам физика. Да, физика е точно не тоа што го кажува баба ти, така? Ако телото, а утре во телото Б, па и јас знам дека ќе боли, тоа е наука. Јас, кога матурирам, немаше тестови. Немаше тестови тука. Имаше
си положила. Јас изедов бело-белици, еве подраслика. Деца, ако не знаете, измислујте. Не се побилогија виша, човекот е животно кој оди во продавница. И што ми пари, си преживеам. Мамо, зашто си којаш вака со нас? Затоа што ако не ве карам јас, ќе ве кара животот. А подобро е да слушнете дека сте губитничи од мене, нели? Сјода, не подносили сте бани изгубени германци како дедови. Кога би се изгубеше го наоѓа градски трговски центар на дело за женска домове. Викендов сум на бања, немојте да се ме побаваме или да ме воземилувате. И притисокот ми го кренавте, бе, деца. Значи, овде се тие три формули кои ќе деват, ама не, се различно. Добре, ај, не, голи сте. Лука не сме голи. Слушай, сте голи? А затоа што сме пријатели? Добро, небитно. Буквално пака само ме на сола. Супер. Да, значи не е повеќе. Слушай, поради неспособноста на останатите музичари, ве покануваме пак на настан вечерно. Ау, тоа е грозно. Знам, грозно, ама мора да дојдете сите, ама баш сите. Ќе дојдам. Добро. Те треба, не? Ама грозно е пак така. Да, знам, ама мора да дојдете сите. Имаш те. Тогаш доаѓам јас. Не, само ти не. Зошто? Буквално светот се што не е бил музичар, во придружба на мајка му. Ау, какво место. Баш ми е милаца што го отворила. Чекай малко. Која аца се? Нишката срамота ја зборувавме на Фейсбук. Добро, не ме интересира, фала на информација. Може да почекаш тука 5 секунди, да не четкаш ништо и без чет? Фала. Здраво, извини. Здраво, Стефи. Знам дека кажам не сакаш ли да ме видиш, ли да ме чуеш, но ми дава уште една шанса на соба. Може би ние можеме да изгледаме шанса еден на друг? Или може би за нас се преодолева на нешто друго? Спремен? Ајде, Лука, добар си. Знаеш зашто си добар? Не. Дека го наследи талентот за музика од таткот. Мама, останатите таленти? Немаш. Се шалам, ајде. Одговорила? Видела, може би одговори подоцна. Лука, смеам да кажам нешто? Кај да кажеш? Шо ако не дойдат возови се чекаат, не луѓе? Што? Прочитам на Фейсбук. Здраво, Јас затоа што се случува, па нешто само едно стезнување. Само што така очигледно. Не се здоверна како тебе. Што ме да 5 минути? какви? Па, глеј сега, до 7 секунди одеше многу добро. И не заборај дека вчерашниот настап ќе се снима, ќе се прати литографските курти. Ама, ако биде добар, Супер, тоа е сладко. Што направи? Извини, уопшто е под стрес. Добре, Сара, откаде ти? значи таа Сара. Не се сеќавам. Зошто не ми се јави? Мо? Кој? Па ти. Добро вечер! Просто не чуеше, досад дека Сара е најдобра другарка на Андреја. Она била на најлош дец од тебе и ти дала број на Андреја за тоа откач. Точно. Да, точно така, да. Гениални думови секогаш се припознаваат. Да, ајде. Добро. Да започнеме оваа вечер безнаш. И не заборавајте секогаш да верувате во своите соништа, инаку ќе завршите како мене. Добро. Аплауз, молам! Зошто не
ми кажа за сега? Женски тајни. Сега на сцената ќе излезат Вале и Гулабица! Дали никој ги видел Вале и Гулабица? Преубава си! Ништо! Фала ви и Вале и Гулабица и све и живо забавајќи никогаш да не ги видиме. Добро, следен на сцената излегува Лука Мартиновски, познат како Ноут Букано! Чекай, имаш грешка, не мога букино треба. Знаеш кај никој не го гледа? Добро вечер на сите. Јас сега ќе исправам една авторска песна, се вика Андреја и посветена на драга личност, како мелодија што секогаш сакам да ја слушам, ама мамо добро, ама ретко ја слушам. Италијански е па... Добро, ќе исправам. Ho paura di nuovi giorni, di un domani che scrivo io. Ho paura di un invio da sapore. Прекрасна вечер. Се вас после? Имам за тебе. Дали ќе му одвезеш, не знам да се вратам сам. Имам само една кацка. Добро, ќе трчам по тебе, достатна форма, знаеш. Ќе кажеш бројча? Не? Добро, да се побрзам за интернет. Што? Па осем информации. Како бе не овде ми нешто пред малку видов, бе тука. Добро, немам доволно, чао. Моја! Среќна сум. Сега имам и своја песна. И глупам. Ја прогласувам за наш. Вистина ми ги прилити. Ќе те изненадам убистено. Ме пакаш се? Лука не сакам да уништа нашето пријателство. Ама ние не сме пријатели. Не, Лука, пријатели сме. Тоа. Па добро бе, како ги гледаш пријателите бе? Не разговараш со нив секој работ на интернет пред спиење. Тоа може право. Ама не ме разбираш, не можам. Ама што не можеш бе да ме користиш кога ти одговарали, кога не ти е доволно внимание од мускулисти кои што ти ги лајкуваат сликите? Не гледаш лајковите. Па сите тоа прават, само ти некој што се препуштиш, човек. Ама тоа не ме разбираш. Сложено е здраво поради него што не ме разбираше. И ме напуштиш што му се отвори. Ама свати, јас не сум тој. Па знам, Јован, затоа ми е убаво со тебе. И мене со И тебе. ме смееш. И ти мене. И убаво ми е кога те слушам. И мене. Ти си многу... Мислам тебе. Ти си многу... Не сум. Не, сакав мил да кажам. Нека си мил. Повеќе мило. Ама сега ти имам многу сакам кон тебе. И не сакам да имам покрска кон уште некого кон тебе, Јован. Сакам да ти кажам нешто. Според третиот закон за динамика, ако телото А применува сила врз телото Б, телото Б применува сила со спротивен правец на телото А. И ние сме стварили равнотежа што се постигнува
Но кога јас ќе направам некаква глупост, сите ти ќе се насмееш и така ми се со очите си видиш што стане. Значи гледаш, ти си акција, јас се акција. Тоа дори го знае физиката која што е срање. Свака. Ние сме тука со желба за знаење. Јован Молци, значи кога ти ка кажеш желба, јас веќе пијам ноги. Што тоа е една комплексна функција дефинирана во нелија да е хаос. Ама права вие само илузија на стабилност на систем без смисла. Што? Софија, драга, фала ти. Добро да си. Ајде сега, фокусирате се на задачите по математика. Видете, пасна, он сака да каже дека бројките не го разбираат, и он нема никој, знаете, нема компромис тука. Не го сакаат ни бројките, не го сакаат ни жените, а и сите не го сакаат ни предметите, ништо. Што точно очекувате од жените? Ја ќе ви кажам своја, јас очекувам да имам добар профил на социјалните мрежи, тоа е лични инфлуенсер, и понекогаш да пресавам чиста мајца. Јас е најпогрешниот збор во реченица на човек што не знае тоа. Ова ми го белиш ти, Инстаграм юзерним ниче и плачам. Слушајте, утре имаме семинар на матура. Ќе бидете заклучени 140 минути. Ќе добиете задачи и ќе полните пелење. Јас ќе ве надгледам, нема апликации, нема мамење, нема кафе. Добро, има ли барем музика? Има тишина, има потење, има едно празно место или две. Не очекувам вие двајца да се појавите, освен ако не ви завршим интернет. Мама ми рече дека ако немам ќе ги решам сите задачи од основно. А татко ми кажа дека ќе престанам да се преправа дека сум му син. Сега ја потребиш, конфликт за успех. Например, тига, како да паднеш на матура и да преживееш со сарказм. Софија, ти не можеш да дојдеш, одесно. Тебе ти се допаѓаат болни ситуации. Да, јас сакам да станам на колективно класно. Тоа гречка трагедија. Добро, тогаш ќе добиете и вежбите дома, вклучени со хорото на тибор. Не сум читал, има филм. Не се вашите животи. Само без продукцијски проекти и без сценарио. Ајде сега, кои тука се каков ти прашање има на тест? Отворени. Има да се отвориш, друго е да не кажеш ништо конкретно. Мисли со мозокот, не со Google. Може да дадете пример? Пример, зошто луѓето секогаш го избираат лесен пат на нашите страни? Или уште подобро, зошто Јован уште не го вклучил мозокот? Фала, класа. Секогаш со збор знаете да оправите. Јован, ти си ми како книга со скината насловна страница. Не знаеш што да очекуваш, ама не сакаш да отвориш. Како што вели Ницше, онекој што има зашто да живее, ќе издржи да ќе се сепа. А како што вели мојот кумчија Трајко, кога го има што да пие, издржи без ручек. И кога сте се чуле последен пат? Па, пред 6 дена, 12 часа, 24 минути и 5 секунди. Добре, човек, толку лошо бак имаш, било ким не си кажал, ја сакаш.
И кажи! Не, мислам тука. Добро, одиме по неа да јам со тебе. Ама не знам каде живее, не ја прашав това кај мене доаѓаш. Јурам сплотивко. Добро, доведе звониш он. Како? И крадецот бил на интернет пред 2 минути, и ги игнорира моите пораки, бе, човек. Како да ти објаснам ми? Знаеш што? Хисејава, мора. Ало, Андреја, Секретарка? само сакам да се влюбам. А јас само сакам да стан со свински ребра. Ова ти е као романтична комедија, ама многу лоша дека е македонска. Слушай, само тебе има тага. А и плюс, слушай, може ли едно дискограф, но ми треба песни. Значи, ставиш едно дена? Мраза! Гледай се, ова, трето, два, брати, лайк. Слушай, дека погрешен клит или флерт? Па, во универзумот на Хераклит, ништо не е случајно, се е како тече. Аха. Добре, само ти можеш да ми дадеш само со кој се осеќам глуп. Шо? Ништо бе, гледав на тоа за столувија. Зашто го кажам? Сега да се плашам? Не. Имаш еден манера, лаво месечина и сакам да се наподе. Тоа зашто имаш некоја неразрешена емоционална дилема и како тај манер. Сара! Сара. А ти? Има некој што као те нервира, ама и те привлекува како рендам кашкавал и матернет. Да, практично не гледај. Не гледам. Па добро бе, Софија, кажи ми. Како да го кажам, секој филозоф кој што се опитал да каже што чувствува, заврши да само како грчка трагедија. Па ти кажи му го тоа само со кој да стави зборови. Те сакам. Браво, Софија. Конечно ли ќе те разбере сега? Те сакам. Одлично, Софија. Сега оди кажи ми кога ти не. Да, ја дека сакам да има нешто така да ми кажеш да. Точно кога мислам дека светот е во нарекувам на тебе. Вако е. Софија, Здраво. а ти? Што би направила за да ти го занимава, да освоиш некој? Па јас не освојувам. Па јас само чекам и бирам од тие што доаѓа. Што мислиш за мене? Ти си како дете на кое што постојано му тече растата сладолед низ прстите. Со енергија се јавност. Ти мене не сакаш. Има толку деца на кои што им тече растата сладолед низ прстите. Јас уживам во слобода. Ти се свираш гледам. Како? Не знам. Има нешто во него како со новата снимка на совршеното, со несовршеното. Има нешто, да. Што му кива? Не, ме беше како идеја што нема да се реализира, но како некој бурно. И мене ме прогонува. Сигурно што ќе зборне нешто. Или кога ќе се јави и ќе заборам што сака да каже. Не се свија тоа, да, како негова конклузија. Зашто што е како отворена задела, што никогаш нема да се затвори. Софија беше така. Тоа не е романтика, Софија, тоа е
Диагноза. Животот не е болест, како и да биле кој што мора да гледа така превоч. Што тебе кумрава ако не го знам од мене? Сега диагноза, се да парабола или ти хаос. А ти Софија многу ми помогна са да видам. Сара? Ошта е, ти вечер сум едно јадна соба. Па секако дека не. Тогаш Софија? Дали си си го контакт со општеството екстремен? Мислам, фактично во колку луѓе ми дојде така што во точно време се гледаме. Вечер во 7. Од кај тебе ти помогна? Не знам, сега. Но мајде бе Софија, па знаеш дека сме... Те читам како филозофска книга, кој никој не разбрам, а се те цитираат. Што значи тоа? Значи, можда да се свигаш. Тоа не го чил. Да, но представам, се буна. Ја паметна да пише во биезер. Но се запашам некоја зашто ми престанам да те коректирам. Ја мислам дека тоа тебе ти е спор. Нека не знам како одбрана. Стварно му се свигаш. Добра шала, Софија. Многу добра, да не фркна на рама. Не знам, да гледам како се троши животот и не знам, само ти кажам како што. Еј, јас сум супер. О, се плашам. Што да радиме? Принц. Ајде. Што да не? Само... Може би има нешто врска со Франко. Франко. Може би го спомнала некоја ама... Не, никогаш не ми беше баш јасно. Франко. Не знам како. Се уште не имаш? Што? Нашата слика. Да. Секогаш ја погледнам да се подсетам дека никој дет не може да ја полоши. Ајде, замисли дека сум Андреја, добра? Што ми пишеш? Не достига. Ми беше инициирано нешто добро во мојот живот, а јас се облез. Добра порака, но не ја прати. Извинувам ми кој што се нема случај. Добро. Треба да разговараме, те чекам утре, ова е мојата адреса. Се смеја. Why would I want to fly beyond that bed? I'm talking to your voice, only human noise, oh it's not. All of the nights I spent running with this content, wasting me away, everything's changed. How did I... Здраво. Точно така. Не, зашто бесна сестрата ми е. Убава куќа. Еј, те помрам како повисока. Андреја, поставам на самогон со, ако ти треба нешто ти. Извини, може да се зададе во вратата на автобус. Довано се сигураш не сте вниманието? Јас морам да ти кажам. Само да ветам сега, оле, те замислив тебе, таа каквото не раскивала, ти цело вечер не ги отвараше. Те молам, не отишуваш. Чекај. Андреја, Веста! Ништо дојдам да видам рекол дека сега пора да ракам. Само ти ги за помош. Слушай, не ме интересира твоето предување, да ти кажам како си можел да го кажа дека во таква состојба. Па не знаете дека изигнувањето многу сериозно може да биде. Предување што зборува, Да. не знаеш колку беше тешко. Чекај, не ти кажала? Што?
дегенеративна болест. Од дете, ама до пред неколку недели се било под контрола. Не можеш така да освиш, можеш да реагираш одмah. Ма како кога не ми се јавува? Сестра и викаат да не ја барам веќе, да не ја замарам. Очигледно секаков стрес може да и наштети. Ки се јави. Хубаво ќе го избегнеш, додека не ме запорави. Го одбипуникат. Да. Типично. Ало, не, немој така да пишеш, бе. Не сте ме мочина. Што напишам? Барем, кажи ми како си, снешко и банана до вечера. Тука е Весна, слушај ме внимателно, не праќај ништо, заборавија, доволно направи. Можеш да пробаш? Губи се! Зошто? Не знаме дали ќе ми се влошиш, пак утре не се разбугам. Си бедивме, ден по ден. Не мисли на утре, денес е вистинскиот ден. Ало, мама, да, јас сум подобра. Весна? Весна на работа, не знам зашто не ти се јавила. Добро, чао. Безполезно е. Знаеш, јас првпат сум со векова да не се срамам од себе. Времето ги руши сите закони на физиката кога сум со тебе. Петина, то ги манат сите веќе. Па да, искрено, мислам дека ти си одразот на моето огледало. Јас немам среката човек што совршено не разбира. Чекај, ти не викаш? Одбранен механизам, се плашам од луѓето знаат многу да погрешат. Што е? Па, се обидувам да најдам клуч со кој да те дешифрирам, ова е моникарски речник, го правиш со часови. Го најде клучот? Да, се заљубив во шифра и колку повеќе повод да добретам, повеќе ме фасцинираш. Се во срце. Јас. Знам ти пречи, што сум хаотична. Среде мене доволна за себе одлична. Јас сум не ти, добро се знаем. Ова си ти. Тоа сум кога не ме гледа за прв пат пред некого. Se pravi pametne. Though I'm impatient, Мислиш ќе праша за електромагнетизам? Што? Значи од помош си како и секој. Чекај бе, човек. Прочита би групата. Не. Па се менја комисијата. Не од нас, од надваре некоја, не онаа гадна Матилда за физика. Да? Да. Чекај, ова. Ова. Се Мислам, немој типа, не е лоша. брат, тоа е Весна, сестра и на Андреја. Не, абе, сега ќе зовата баба ми, ќе ти баја да ти поручи, стручна е за тоа. Побрзи го телевизорот. Поразбивливо. Побрзи го телевизорот. Ете така. Ај, фака се.
беше? Кај малко. Учиш, чека матура? Добро, знаеш ли за нешто друго да зборуваш? Постојано само нешто ме прашуваш за школа. Никогаш ме нити текна ме прашаш како сум. Не примети дека сум расен, не гледаш дека Андреја не доаѓа со денови. Не можеш никогаш да бидеш мајка. Чути ти ме болезници! Прво никогаш пак да не си ми се обратил со таков тон. Знам што е најдобро за тебя, сега е најважна матура. Ти имаш право само за тоа зборуваш. Ти текнува ако имаш 7 години по-умна твојот лимит. Тато ти кажа, ти ја кажа медицината. Ти се прашував јас или купев друг лимит и кој го одложував проблема. Кога му се пука полна со колебливост и полна, што ако не бидам добра мајка, што ако бидам антипатична, и кога го взидов брат се сватив дека ништо не знам. Не ме бива со чувства, ниту со зборови, на тоа секогаш ми се готвинало на таткови. И никогаш нема си послав што не направив ништо кога тој замена. Но никогаш ако полесно не правиш ништо и да чекаш болката да мине. Но не зашто, остава сама и станав ужасна мајка. Кога те гледам со Андреја, някаде да мислам да си заљубен. Не знам зашто дава веќе не доаѓа, но ако ти недостига, најди начин, немој да бидеш како мене, ти тука сам сото навики на таткови и може би да мислам да може би е подобра така. И Андреја, кажи ти помогна како ќе мотивираш зашто? Во болница и не знам како ќе влезам. Ме мрази. Имам идеја. Господица Андреја, имате ли малку време? Им се извинуваме на сите пациенти за оваа серенада. Не, Како не? не може да биде серенада. Зошто не? Види утро. Дете, много мерси. Тука сум некој чуден тип. Здравувам дека нема да ти се допаднам. Не ми смива! Стефо! Што се случи? Се ќе разлагава пациентот до подкаст? Да, каде ти даде да вам нешто се јава? Кој? Лука? Не достигам, Андреја, не достигам. Нивзи. Извини. Мразам болнични сон. Не, плувам дека не достигам. Не достигаш. И не. Како си? Подобро. Извини што весна разговор со тебе, понекогаш стварно знам да кучка. Сепак што очекуваш предава физика? А, тој Франко, кој е тој Франко? Дичко ти е? Не, Јован, тоа е мојата болест. Значи тоа не е никој ти ба, тој името на твојата болест, ба. Не е прекрасно, не е убаво. Ама пак сакам да кажам, зошто не ми кажа? Што требаше да ти кажам? Дека нозете соса може ќе ми бидат одземени, дека страдам, дека состојбата ќе ми се лоши, дека се лекувам, не знаејќи дали утре ќе се разбудам, обигувам, тоа требаше да ти го кажам. Па ќе бев крајте ми спазно, ќе се грижам за тебе. Да, видов. Знам дека може би ме мразиш, дека правев глупости. Ама ако не барем дозволи ми да оставам, ќе бидам незабелишлив, нема да ти пречам, те молам. Добро, како ти се оцените? Ужас. Значи, мислам да се разбудам и ќе си ги унистиш шансите за матура. Право те молам, помогни. Добро. Поделено слов. Пријатели сме, ништо повеќе. Се гледам. Викол некој дека имате исти очи? Чекам матурата ќе вас?
никој нема да го знае. Види. Ти тоа важно, гледај, ти тоа важно, види. И тоа само едно. Види, види моето, види. Се ми е слобода, многу едноставно. За секунда, двајцата ќе ја става. Океј? Може да те става. А што е предвидено со оваа бизнеска вечера покрај шеки? Види. Болничкото мене минути пилеш. Знаеш што мислам нека е најдобро да предеме сега да се чуе. И јас мислам. Дувни силно и замисли си живот. Прекрасно. Ударок? Ја мога да земам палец. Што ќе направиш кога ќе излезе? Ако излезам, види, јас го деш мала, не верувам дека нема многу утре и затоа најчесто импровизирам, не планирам. Ако те бакне, што ќе се случи? Не планирам. И ќе те бакне. Мора да одите дома, да се одмори, да нема стрес. Имам песни, да држиме фајлот подалеку. Тоа не значи дека ќе можеш да одиш подалеку. Значи, ако узрам, може би вика никогаш нема добро. Добро. А останатите, те се центи. Прашаш мене, имам да никого ценам. Добре си изгледа. Да, мајка ќе дое по неа, а операцијата е за една година. Денес е последен корисен ден. Мартиновски, знаеш што значи тоа? Тоа ти е последна шанса, последен танц. Ајде, go to the blackboard. Превод за тие што не знаат, излези на табло. Спремен си? Не. Спремен сум. Еве сум. Не знаеш што правиш? Какво е сигате опре пориче, не? Еве сум. Дојде да се изчисти со сама, ама татот како има нова семејство мисли дека се подобре од нас, но ти сега се сети дека имаш ќерка? Имаш право да се лутиш, ама еве, сега сум тука и се е под контрола. Се е под контрола, тука сме со месеци без тебе, ти само праќаш пораки пари како тоа да е доволно. Вредно работев да думате се ова и не требаше да го пускам само, ама јас стварно не знам што да правам. Што не знаеш? Тука сме со месеци, а ти само остави сама, тука мене сама и неа. Твоја ќерка е, не моја. Мислиш дека сакам да е мака? А јас сакам да сум мајката на речи си 40 години, твоја ќерка е. Сестра ти е? А да, сестра ми, ама оставите со постан страх дека ќе изгубам, но неа прашавте дали сакам. Што сакаш сега, мат? Што сакаш сега, брат? Сестра ти е. И никогаш не знам како да се справам со тоа, со Франко. Стајнеров синдром, мамо. Да, Има
логично како е. Јован, па се вида плани. Да, но времињата се менуваат. Нема поголем лаксус од мене, освен ти нормално. Добро, може да играме игра? Добро, ама Мислиме и преди. сигурно пријателите можат. Јован, значи, пријатели сме, добро, зошто мора да се именуваме? Значи, сега ти го добрам тоа што ми е мене најскапоцен. Глупчо, ти би добрам моите нозе. Без ветување, никој никогаш не ги исполнува. Ветуваш? Може. Абе, не трябваше да бидеш на разговор од дискографска. Не отидов. Зошто? Па, ме прашаа како се работува, не знаеш што да одговорам. Како музичар? Не го реков тоа. Гледаш, пропадо животот да ми олесни. Не разбирам. Глеј, откако заврши средна, цело време се обидам на света, кој сакам да бидам. Сите мои стари пријатели дипломирани имаат работа. Никој не имате деца. Може да замислиш мене со дете. Точно, гледам како ме гледат, не знам што мислите за мене, но не сум бре од кума. Јас како да живам на друга временска зона, како цело време одсутствам, за секогаш. Глеј, што ако не сакам да сум музичар? Што ако едноставно ме става да признам дека се уште не знам кој е мојот брат? И што е тоа толку страшно? Кој одредува кога е вистинскиот момент? Ќе знам што ќе дојде во своје време. Тоа не е трка лепа да треба прв да завршам. А ти, добро, сигурно. Не знам. Мене можеш да ми кажеш. Само да се движам во страната да се Ей, Не знам дали сум долго си. дома имаш големи матиња. Сакам да кажам, беше добар. Многу добар. Само беше тешко да направи. Знам. Те сакам, брат. Јас те верувам. Но утро викам дека постоја чуда. Ден по ден. Раните стануваат мудрост, кога ги болева што трпение не става. Секое паѓање е курс по гравитација и кара. Вчера беше професор, денес е испит, а утре е шанса за поправење. Така е. Иван Мартиновски? Да. Андреја сака да те види. Не сигурно е грешка, јас сум една близо код. Весна да во право си, но Андреја веќе возрастна и сакаше да го види Мартиновски пред да не слезе. Не можам ништо да направам. Ей, Здраво, спремно? сведно да прашам од Романов. Добро си. Имам тоа да прашам. Види, јас ти испратив една уговорна порака, која сакам да ја слушнеш. Во случај јас да не се, во случај да не се Избришам, окей, ми спомнеш што ќе се разбереш. Ама Јован, слушај ме секој утро е поларно. Па јас тогаш ти закажувам утрински чај, кој на понеси. Ама, кога те боли диши, одеш до сонцето секогаш гали. Добро? Спремни сме? Да. Јован, Операцијата помогува. Зашто? што гледаш, што сакаш да не беше по тоа кафе, сега ќе беше со нас. Па не ми даде да ми да се посмеха. Зошто? Не.
Смотрю до двора. Данте се задржува за клубот. И затоа уствари таа Дантеова терцина е огредно обштество. Сега ништо да кажам неколку години. Веќе го размислам за това, как треба да станам. Постои ли тоа време апликација за запознавање? Адам тоа одмај за борба причи немаше да постои бржинство на помилија. Се ќе ме среќни. Кој ќе го читва, мисла. Не мога да остана како. Не. Следиот Мартиновски! Повели, ова ти е пипот, а него имаш два предмета, со лесно. Ама господјава, молам. Мартиновски, резултатот по математика беше катастрофа, знаеш, така? Ако ја ставам задача во што имаш пред тебе, ќе се убедиш да ја решиш? Не, сепак, за да не нарушам атмосферата. Молам, така? Може да ти давам што било, сакам да ти давам предизвикот прва дума. Кажи ми што е третиот закон за динамика. Не. Телото А преминува сила врз телото Б, телото Б преминува едната сила врз телото А. Мислиш ли добив толку лош? Абе, не сам, ја не го знаеш одговор на тоа прашање. Погоди со кој искаш нещо. Само да не е само. Не, Софија! Наша Софија? Да! Весна, извини. Не, мами, јас треба да ти се знам. Кога слутиш, кажуваш погрешни нешта, не може да ти дадам повеќе од 60 долари. 60? Тоа се 90 много. Слушай, ама не повторно ти испрети порака да изгледа дека тоа те познавам и мене не испрети. Пријатно да ти нас. Весна? Да погледнам в очи. Сега кога да најдов
Јадно не треба младеж, истина кој ти не имаш да продолжиш животот. Јас секој нареден ден нема да сакам секој. Но тоа е живот. Ден по ден. Слова мој пријатели. Ден по ден. You guessed it, folks. Now the end is near. If you know the words, sing them with me now. Show us some crowd. The final.